Средношколците од Техничкото училиште Наце Буѓони денеска разговараа на темата булинг, родова еднаквост и семејно насилство во рамки на настанот Простор за разговор преку проект кој го реализира Интерарт културниот центар со поддршка на швајцарската амбасада во Скопје во соработка со хуманитарното здружение Мајка. Во рамки на средбата средношколците го разгледаа филмот Простор за разговор, која опфаќа темата за родовата еднаквост и семејното насилство и низ уметнички активизам ја подигнува свеста за овој огромен проблем во општеството. А со учесниците разговараа Лидија Илиевска, председателка на хуманитарното здружение Мајка, и Рисима Рисимкин, уметник и професор. И вечерва имаме настапи во Домот за култура Трајко Прокопиев, каде што ќе имаме исто еден краток перформанс, филм и потоа разговор со луѓе кои што може да зборуваат на темата родова еднаквост и семејно насилство. Сметам дека тоа е еден, како да кажам, горлив проблем во општеството. Јас како уметник работев со повеќе жени со кои што разговаравме за нивните проблеми и од тоа некако направивме едни, јас ги викам, сценски рефлексии во вид на танцов перформанс. Меѓутоа, она што е многу поважно е за мене, например, во секој град каде што одиме, да допреме до поголем број на млади, со кои што ќе имаме еден интерактивен разговор и ќе можеме, нели, да им ги посочиме, да им на некој начин им помогнеме, бидејќи преку сите оние искуства што ги има во интервјуата, сваќаме дека проблемот е од кај младите, од мали нозе треба да се негуваат, да бидат толерантни, да можат да прифаќаат, нели, различности и така натаму, и на некој вистински правилен начин да се изборуваат за своите вистински вредности. Лидија Илиевска од Мајка кажа дека целна група се младите од прва година кои што менуваат средина и често се соочуваат со булинг. Преку работилница сакаме учениците поблиску да ги запознаеме со еден вид од насилство кој што често пати се јавува кај младите, односно булингот, да позборуваме јавно за тоа што е булинг, а исто така и да видиме како нашите ученици размислуваат за тоа, дали некој од нив го почувствувал булингот или пак дали правел булинг врз некој од своите соученици, и се надеваме дека на овој вид, на ваков начин на работилница, преку креативни активности, бидејќи пред тоа тие ќе гледат еден краток филм за булинг, да подискутираат и овој проблем да биде повидлив и поразбирлив за учениците. Ги избравме учениците од повеќе од прва година и трета година се ни тука, бидејќи сметаме дека во прва година учениците најчесто се соочуваат со булингот, бидејќи доаѓаат во нова средина, запознаваат нови другари и тогаш баш оној психичкото насилство, повеќе да кажам, каде што си даваат едни на други различити прекори, ги смејуваат физичките изгледи на учениците и се надеваме дека со ова работилница ќе придонесеме тоа да се намалува во нашето училиште. Покрај во Куманово, вакви активности се предвидени и во други градови од државата. Партнери на националната турнеја на проектот Простор за разговор се Универзитетот Гоце Делчев од Штип и Националната мрежа против семејно насилство, како и локалните партнери и соработници од градовите во кои се случува турнејата и кои се занимаваат со темата на родова еднаквост и родово базирано насилство.